Во период од само 6 месеци, 4 основни училишта во општина Босилово започнаа самостојно да произведуваат електрична енергија преку фотоволтаични системи. Овие соларни централи се целосно обезбедени преку донации, без никакво финансиско оптоварување на општинскиот буџет. Вкупниот капацитет на поставените фотоволтаични системи изнесува 80 киловати, што ги покрива дневните енергетски потреби на училиштата, но истовремено возможува и производство на вишок електрична енергија. Проектот има повеќе кратна вредност за општината. Директните трошоци за струја се сведени на нула, а училиштата се трансформираат во живи училници, преку кои учениците добиваат практична едукација за важноста на обновливите извори на енергија. Со годините наназад ги наследивме училиштата со енормни долгови. Така што ова е многу важно за да можеме училиштата од една страна да зашедат средства, од друга страна да обезбедиме средства да дополнително инвестираме во процесот на образование. А секако важен е економскиот момент, а важен е и еколошкиот момент. Ги учиме децата, создаваме позитивен пример и за децата, и за генерации, и за бизнес заедницата, и за граѓаните. Овој проект е дел од пошироката иницијатива на општина Босилово за подобрување на енергетската ефикасност во јавниот сектор. Според најавите, во наредниот период, фотоволтаични системи треба да бидат поставени и на сите останати јавни објекти со цел целосна транзиција кон одржливи извори на енергија. Нашата цел како општина е всушност во сите на сите јавни објекти кои што се во сопственост на општината да бидат поставени фотоволтаични централи и на тој начин да го подобриме економичното работење на општината и на другите јавни институции, а исто така да бидеме пример за енергетска ефикасност. Во меѓувреме преку ЗЕЛС веќе е покрената иницијатива за промена на законската регулатива, со која би се возможело јавните институции да имаат предност при продажба на вишок од произведена електрична енергија. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија.